Почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувана македонска јавност, денеска пред нас предлог на закон за изменување на закон за заштита на децата по скратена постапка. Еве за јавноста, за информирање на јавноста, да знаете дека денеска со предлог законот за изменување на законот за заштита на деца се врши само една работа, а таа една работа е намалување на платите на давателите на јавни услуги во јавните установи за деца. Треба да знаете дека со овој предлог закон се намалуваат платите на сите даватели на јавни услуги во јавните установи за заштита на деца, односно во градинките. И ако речете зошто велиме намалување, кога цел ден собраниската расправа оди токму во таа насока дека предлог законот за изменување на законот за заштита на деца содржи 4 члена, еден оскуден закон во кој што се предвидува нивото D4, односно неговател, помошно, стручен работник, бројот на бодови од 192 да се зголеми на 224, практично да се зголеми бројот на бодови за да се исплати она што е предвидено со законот за минимална плата, односно 18.000 денари. Сега, зошто? Ако ги зголемуваме бодовите, јас ќе кажам дека овде со овој закон се врши намалување на сите плати на давателите на јавни услуги и веднаш ќе ви го кажам тоа аргументирано. И еве, овде е заменик на министерот господинот Енвер Хусини, иако очекував овде да биде министерката за да може да ја објасни на јавноста, и целата суштина на предлог на законот се крие токму во членот 166з од законот кој што го менуваме. Членот 166з вели вака, дека тој зборува за вредноста на бод. Владата на Република Македонија секоја година со одлука го утврдува максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и директорите на јавните установи за деца на предлогот на министерот за труд и социјална политика. Значи, што требаше да се случи? Веднаш по донесување на законот за минимална плата, ако министерот за труд и социјала, поточно министерката, го почитуваше законот за заштита на децата, тогаш согласно членот 166з треба да достави предлог на владата со кој што ќе биде усогласен вредноста на бодот, со кој што ќе се овозможеше давателот на јавна услуга предвиден во D4 да зема минимална плата. Со покачување на вредноста на бодот ќе беа покачени платите и на сите други даватели на јавни услуги. Еве прашање овде за заменик министерот, а сакав да ја прашам министерката. Дали по донесување на законот за минимална плата доставивте таков предлог за усогласување на вредност на бод до владата? Дали владата го прими таков предлог од вас? Дали го разгледа предлогот? Дали ви го врати? И зошто, наместо да постапите по членот 166з и да утврдите вредност на бод со кој што ќе го усогласевте почитување на законот за минимална плата, вие наместо да поднесете предлог, одлука за промена на вредност на бод, вие поднесувате предлог со кој предлагате изменување на законот за заштита на децата. Со што всушност вие ја намалувате платата на сите даватели на јавни услуги. А во самиот закон велите дека целта е постигнување на еднаквост. Не постигнувате еднаквост. Вие ги намалувате платите на сите даватели. И за да ви докажам дека е така, за да си докажеме дека е така она што го зборуваме, ајде да разговараме за две сценарија. Вие велите дека со овој предлог закон се зголемува платата и доаѓа до минимална плата на оној кој што е категоризиран како D4. Еве да кажеме дека денеска ќе го донесеме овој предлог на закон. Ќе имаме зголемување на платите само на една категорија. А внимавајте, имаме А1 раководен кадар, Б1, Б2, Б3, Б4, В1, В2, В3, В4, Г1, Г2, Г3, Г4. Практично, наместо да се зголеми вредноста на бодот,
вие сега се зголемува само бројот на бодови за D4, приправник, неговател. И сега, ако земеме нулта хипотеза, дека денеска сме го донели овој закон, се зголеми платата само на категорија D4. Да поставиме алтернативна хипотеза. Ајде да предвидиме што ќе се случи ако денеска не се донесе овој закон. Еве за јавноста да знае. Ако денеска не се донесе овој закон, односно не се усогласи бројот, минималниот број на бодови, во тој случај министерот и заменик министерот, целото министерство ќе треба да постапи по членот 166з и ќе треба да ја зголеми вредноста на бодот, согласно која вредност на бод предвидените 192 бода за нивото D4 ќе даваат износ на плата за од 18.000 денари, која што е минимална плата. И во тој случај, почитувајќи ги останатите одредби од овој закон, ќе се покачи платата на сите. Токму затоа велам, овој предлог закон денеска не е предлог закон за покачување на плата, тоа е предлог закон за намалување на сите плати. И наместо, уште еднаш ќе кажам, министерот за труд и социјала Јована Тренчевска, поточно Јованка Тренчевска, да поднесе предлог за усогласување на вредноста на бодот, таа го злоупотребува собранието, го подценува собранието, ја подценува јавноста, поднесува еден малициозен предлог на закон, со кој што навидум се зголемува бројот на бодови, а всушност се избегнува обврската за усогласување на вредноста на бодот. Сметам дека ова треба да и биде доволен аргумент на сите и на целата јавност и барем владата нека биде доблесна и нека каже ние ги намалуваме платите на сите даватели на јавни услуги во јавните установи за заштита на деца, затоа што тоа е вистината. Затоа што законот кој што го менувате, законот за заштита на деца, предвидел нивоа на плати, предвидел обврска за министерот за утврдување на висина на бод според кој ќе се пресметуваат тие платите. На овој начин, ваквото менување на бодови е само скриен начин да се намалат платите на сите други даватели на јавни услуги. И она што треба да биде срамно и да се каже пред целата јавност дека во ваква енергетска, економска, социјална криза владата на Ковачевски пристапува кон прекршување на законите. Меѓутоа, овој пат, за жал, затоа што го имате ова парламентарно мнозинство кое што очигледно не прави разлика помеѓу зголемување и намалување на плата, го злоупотребува собранието и на тој начин ги намалува платите на сите и тоа успева да ја скрие топката буквално од целата јавност, зборувајќи за зголемување на платата на D4. И избегнувајќи обврската, уште еднаш ќе кажам, на министерот да поднесе до владата барање за усогласување на вредноста на бодот. Излезете, кажете дали сте постапиле по донесување на законот за минимална плата, дали сте постапиле по членот 166з, дали сте поднеле до владата барање за усогласување на вредноста на бод и ако не сте, зошто сте подготвиле ваков предлог на законски текст со кој што ја навредувате интелигенцијата буквално на целата македонска јавност кога велите дека ги зголемувате платите. Ако ги зголемувавте платите, требаше да постапите по членот 166з со кој што ќе усогласевте вредноста на бодот и 192 бода ќе беа тоа што вие предвидувате да бидат 224 бодови. Кога исто тоа се случува на валутата, велиме дека имаме депрецијација, велиме дека имаме паѓање вредноста. Во моментот, во закон за заштита, и паѓа вредноста на бодот. Не само што се качуваат цените, туку и вредноста на бодовите по кои што се пресметува платата активно паѓа. И министрите наместо да бараат усогласување, тие овде бараат измена на законски текстови без притоа да се почитува суштината на предлог законот кој што го менуваме. Затоа што ако е донесен закон со одредена структура на плати во кој што е предвидена, не можете да интервенирате само на едно место. Барем
требало да побарате да се избрише членот 166з, затоа што со него секој кој го интересира ќе може да отвори и да ги фати во лага владата на Ковачевски, која што уште еднаш ќе кажам, денеска ги намалува платите на сите даватели на јавни услуги во јавните установи за заштита на деца. Ви благодарам.